Вчера во Кочани се одржа 48-миот меѓународен традиционален турнир во борење Македонски бисер 2024, на кој трофеот го освои репрезентативецот Реџеп Хајдари, додека пак најдобар домашен борач војно и техничар беше Стефан Штериов, а Екзон Џони од Косово е најдобар странски борач. Наставот традиционално започна со македонски ора и тапање. На отворањето присутен беше министерот за спорт Борко Ристовски, кој на отворањето истакна дека Министерството за спорт дава поддршка за вакви спортски настани. Ние како министерство имаме одговорност да се грижиме и за растењето на правилен начин на нашата младина и да го вратиме повторно спортот да биде еден од спортските основовите на ова здраво македонско општество, во кој што Министерството за спорт ќе биде носител, меѓутоа и секоја федерација поединечно треба да сноси своја одговорност и дел од сето тоа. Така да, што се однесува до тој дел, ќе имате нашата поддршка во секој чекор. Спартак беше технички организатор на македонски бисер, заедно со Боречката федерација на Македонија. На отворањето на македонскиот бисер, претседател на федерацијата Дејан Богданов истакна дека во изминатите 3 години работеле многу, а тоа резултира со олимписка норма. Владимир Егоров ќе оди на Олимписките игри во Париз. Сакам да ви израдувам сите кои сте дел од борењето, кои го сакате борењето, кој тимот работевме долги 3 години за овој голем резултат. Имаме олимписка норма во борењето, тоа е Владимир Егоров кој има на 57 килограми, така да борењето ќе биде дел од олимпијадата. Кој сите ќе се гордееме, сите ќе очекуваме дека ќе имаме добар резултат. Јас сум убеден, имав пред некој ден разговор со нашиот шампион и ме обеќа дека ќе земе. Градоначалникот на општина Кочани Лјупчо Папазов истакна дека епитетот Кочани град на спортот ќе го задржат со спортски настани како македонски бисер. Донесовте европски титули за вашите клубови и нашите македонски клубови во борењето. Општина Кочани, односно нашиот представник Спартак беше вице-шампион на Европа и во најавата беше споменато дека е Кочани град на борењето. Се надевам дека овој епитет со денешниот настан ќе го задржиме и ќе го напредиме. Овој денешен настан, овој турнир кој Кочани го доби како можност да го организира и да го поддржува со сите вас, се надевам дека ќе биде инспирација за многу млади луѓе, заради тоа што борењето во последно време добива се повеќе поклоници и повеќе симпатизери и поддржувачи. На турнирот учествуваа 29 борачи од Македонија, Бугарија, Србија, Косово, Албанија и Еквадор. Меѓу присутните бе олимпискиот шампион Шабан Трстена и порнешниот претседател на федерацијата Ванчо Чефлиганец.